има тело на бебе, на 2-годишно детенце. Таа за 1 година треба да оди во училиште. Ниту е способна да седне сама на столче, ниту е способна да вежба физичко, да не зборам сама да оди во тоалет и така натаму. Плюс не знаеме во каква средина ќе биде, дали ќе биде дискриминирана или не. Од незината година и пол, она воопшто нема качено ни кило, да речеме, да не речеме преку сила 2 сантима. Носи исти патики, иста гардероба. Ние сме единствена држава во светот во која има чекање за таа терапија. Сите деца се врзани. Временски, доколку не ја примат таа терапија, сите процеси во телото се одолговлекуваат. Да не кажувам за деца што се 9, 10, 11, 12 години. Доцни циклус, доцни пубертет, доцни влачење на сите можни хормони. Сепак станува збор за бројка која што не сите со нашиот буџет би ја имале за да би можеле да си ја дозволиме за да ги лекуваме нашите деца. Да сметам дека и не е нешто енормно прескапо за да државата каже дека немаме пари. Отидовме во септември месец, бевме на средината на октомври на првичното испитување. Првото испитување се испитува дали има хормон на раст кој се лачи од црниот дроб. Доколку се докаже дека нема таму хормон на раст, тога се прават дополнителни испитувања со кои се активира хипофизата. Второто испитување се закажува во рок од 2, 3, 4 недели, зависи колку деца има и каква е листата на чекање. Кога отидовме да видам до каде е конзилиарното, рекоа да, конзилиарното е на потпишување, викам добро, што понатака? Понатака, мајка, ќе чекаме. Видам како ќе чекаме. Вика така, вика, ќе чекаме, треба нели да се направат контроли на другите деца, кое дете ќе се исклучи, ќе влезете на листа на чекање. Има и други мајки што се јавуваа, истото им беше кажано и на нив. И на секое прашање бевте вие сте први на листа на чекање. Јас сум прва на листа на чекање, друга мајка е прва на листа на чекање, трета мајка е прва на листа на чекање и не знаеме, нели, за колку дечиња се работи, рекоа дека не е голема листата, меѓутоа пак се чека. Доколку детето е веќе во предпубертет и пубертет, веќе навистина шансите за лекување се многу мали, да не речеме и во дадени случаи и речиси невозможни. И затоа апелирам што порано секој дете биде препратено во континуитет, следено од страна на стручно лице, пред се од сопствените дома, како што кажав, родители, успехот за лекување навистина максимален. Да се преземе иницијатива, значи да се потикне свестоста на сите родители, на мајки, татковци, да се избориме за сите деца што имаат некаков проблем да ја добиваат терапијата на време. Ние сме граѓани во оваа земја, во која нели ги почитуваме сите правила, плаќаме здравство и би требало да добиеме терапијата онака како што ни доликува.